Димитар Ковачевски е дезертер кој свесно избегнал служење војска во конфликтната 2001 година. Од ВМРО ДПМН е обелоденија како што велат мега скандал, кој докажува оти тој не е достоен да ја води државата. Според опозицијата, причината поради која сегашниот премиер тогаш не служил воен рок е трајна неспособност. Го повикуваме дезертерот Ковачевски во рок од 24 часа да каже дали навистина избегал и дали е трајно неспособен или лажел пред институциите и пред лекарите. Да излезе и да каже: во спротивно ќе објавиме се што имаме. Доколку е навистина трајно неспособен, тогаш мора веднаш да се повлече од премиерската позиција. Доколку дезертерот Ковачевски бил трајно неспособен да отслужува војска и да ја брани државата, тогаш како е способен да биде премиер? Дали на чело на владата имаме трајно неспособна личност и дали тоа е причината поради која Македонија е понижувана? Одговорност мора да има како за дезертерот Ковачевски, така и за целата СДС, кои што наместија трајно неспособна личност на чело на владата. Дали Ковачевски е поставен за премиер токму затоа што е трајно неспособен? Од СДСМ без конкретен одговор на прашањето дали нивниот партиски лидер служел војска или не и дали има потврда за трајна неспособност. Од владеачката партија велат дека ова е само дефокус за јавноста. Очигледно се обидуваат да ја трнат, да направат дефокус, само да не говорат за она што граѓаните очекуваат да се одговори, која е улогата на шпицниот градоначалник во тендерот вреден 136 милиони евра. И денеска преку измислици и пресконференции на војниот дезертер Ковачки се обидуваат повторно да ја скријат вистината и да не дадат одговори на она што граѓаните очекуваат да се добие одговори, па и од тука ќе го повикам да даде одговор која е неговата улога во спорниот тендер и зашто веќе еве неколку дена, четврти ден поред, Христијан Мицковски молчи и не одговара на сите овие прашања. Премиерот Димитар Ковачевски на прашање на Алфа уште во јануари годинава призна дека никогаш не бил дел од армијата, но се правдаше дека тоа било поради неговите студии. Јас кога завршив со студиите, потоа се запишав на магистарски студии и откако заврши целиот тој процес во државата веќе немаше служење на воен рок. Инаку Димитар Ковачевски е роден во 1974 година, па првата покана за служење војска ја добил на 18 години, односно во 1992. Законот тогаш дозволувал одложување на војниот рок поради студии. Тој дипломирал во 1998 кога имал 24 години, а магистрирал во 2003. Сепак задолжителниот воен рок беше укинат дури неколку години подоцна, кога беше донесен законот за професионализација на армијата.